Карциномот на дојка генерално представува најчест тип на карцином кај женската популација. 10% од жените се зафатени во било која доба од нивната живот. За жал, 20% дури можам да кажам од светските истражувања жените умираат од оваа диагноза. Меѓутоа добар показател е, заради тоа и ставив акцент на превенцијата. Добар показател е дека со следење на протоколите за превенција добиваме добри резултати, односно намалување на смртноста, намалување на морбидитетот и на морталитетот. Дали има разлика помеѓу возраста кај пациентките? Да речеме, помладата во споредба со повозрастната популација? Па да, како што напоменав, на глобално ниво возрастната група за појава на карцином на дојка е повисока, односно на светско ниво најчесто од 50 до 70 години се јавува, што за жал не е случај во нашата држава. Тоа е од 45 до 55 години кај нас е најчест карциномот на дојка. И најчесто можам да кажам дека е кај популација која што не ги следи протоколите за превенција, односно не прави редовни прегледи. Те благодарим и една препорака уште само. Препорака, како што веќе напоменав, е редовни само прегледи. Тоа можеме да го направиме сите во удобноста на својот дом, а потоа и следење со мамографија и ехо. Сето тоа е за подобар и поквалитетен живот на сите нас. Благодарам. Благодарам и вас.